За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. И како што најавивме, убав почеток на оваа недела, прекрасен гостин во нашето студио, лик кој што верувам дека често го сретнувате кога станува збор за традиционалните вредности, почитување на традиционалните вредности. Лилјана Ѓорѓевска ни е наш гостин ова утро од Сдруженијето на жени преродба, здружение кое што во Прилеп ја негува традицијата и се обидува да им ја пренесе на младите генерации. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Благодарам на поканата. Малку е на необична ситуација сега со пандемијата, но веќе треба да се привикнуваме. Ние денес ќе разговараме токму за традицијата, за прочка. Денес започнува строг пост, Великденскиот пост за православните христијани и една прекрасна традиција која што се одржува во Прилеп после прочка, а тоа е Тримир. Но, ајде да почнеме со ред. Прилепчани и оваа година ја задржаа традицијата да го негуваат маскирањето, односно маскирањето како повод и причина да се истераат злите духови и да се истера злото, но почитуваја да не ги посетуваат домовите. Како оваа година Сдруженијето на жени преродба, но и како жена ја доживеавте вие прочка? На малку необичен начин, бидејќи Сдруженијето преродба сите овие 15 години ја негува традицијата покрај другите празници стои на прочка. Сме имали неколку карневалски точки на кои сме се представиле како во Прилеп, така и пошироко во Македонија. Меѓутоа, поради пандемијата, ни минатата година, ни ова, немавме такво маскирање, што и карневалот во Прилеп не се одржа, па и другите карневали во Македонија. Меѓутоа, како жени, секоја во својот дом си ја одбележа традицијата на прочка. И сите оние мои членки пред се, што имаат внучиња, си се маскираа, бидејќи на децата ние не можеме да им кажеме дека е пандемија, дека не треба да се маскираат. Се маскираа, меѓутоа не посетуваат други домови, него излегоја малку во градот, колку едноставно да прошетаат по булеварот, да видат дека нема карневал, зашто не можевме да им објасниме, и, како што спомнав, на многу поинаков начин. Меѓутоа, оние основни обележја што се за прочка ги задржавне, ако немавне гости, па тука можеме да го спомниме и јамкањето на јајце, кое всушност се одржува во кругот на фамилијата. Токму и за тоа би сакала да зборуваме, бидејќи вчера на прочка често прилепчани имаат еден поинаков обичај, можеби и во другите градови на Македонија, не знам, но вие го запазувавте тој обичај. Кои се карактеристиките на денот прочка кога станува збор за традицијата? Еве спомнавте една од тие карактеристики. Како започнува денот, што е важно, што беше важно покрај маскирањето и како завршува? Денот почнува со весело, со простување на сите оние што ни грешили и очекувајќи дека и тие нас ке ни простат. Ако многу грешаваме во текот на годината, сепак, што велиме, Бог оставил да се простува. А потоа имаме фамилиарен ручек, децата ги маскираме, вечерта завршува со мрсна вечера, меѓутоа без месо, бидејќи предходната недела е сиропосната недела и оне што сака да се причестува не јади месо, па затоа и вечерата за прочка мрсна, меѓутоа со млечни производи. И како крај на таа вечера е јамкањето на јајце, на кои сите членови на фамилијата, од претежно децата, меѓутоа и постарите, за да пренесиме како тој јаде треба да биди, се зема варено јајце, да не е лупено, се врзува со црвен конец, потоа ние на сукало го врзуваме и се амка, односно се врви со јајцето кај устата пред се на дечината. Кој ќе го касни јајцето,
ќе биде среќна годината како за него, па и за целата фамилија. Ова го правевме пред неколку години, кога се одржуваше карневалот Прочка, со гостите кои доаѓаа од странство. И беше многу интересно и очекуваа секоја година истото амкање на јајце, истиот обред да се одржува. Ете, со нивното кажување, тоа им остана па едно од најголемите впечатоци кои ги има од карневалот Прочка. Како и да е, после Прочка, денешниот ден, реков, е еден строг пост кој што започнува во период кога оние кои што еве, како што рековте и вие, сакаат да се причестат веќе денес и чинам дека не конзумираат храна и вода, и денот Тримир кој што се одржува во среда. Како се одвива наредните денови од Прочка? Пак спомнавме дека после Прочка до Велик ден се постни денови, меѓутоа кој сака да држи Тримир, јас имам пред неколку години, 3 години со ред држено Тримир и почнува од ноќеска од 00 па до среда, некаде околу 10 часот предпладне со причестување. Ни леп, ни вода, воопшто не се консумира никаква храна, ништо. Потоа се канат гости за Тримир, се носи нормално постна храна, се носат подароци за тој што држал Тримир. Исто така во Прилеп ние ја имаме традицијата да се оди на Тримир кај млади невести или оние девојки кои се свршени. Зборувам за како беше во годините пред пандемијата. Јасно, да. Се канат најблиските, свекрвата Золва, Јатрва, кума, деверица, старосватица, значи оние што се најблиски, носат воза пред се, бидејќи за Тримирот е посно, носат подароци и одат во куќата на девојката, од каде излегла како мома. Ке зборуваме за оваа традиција, за да ги запознаеме младите со единствена цел, бидејќи оваа година, поради пандемијата, сметам дека таквите собирања би били недозволиви заради заштита на сопственото здравје, здравјето на семејството, каде што треба да се посети, ама и здравјето на оние кои што треба да ги посетат тие семејства. Така да само е ова едно подсетување на традицијата и токму тоа е причината што Сдруженијето Предобедба и вие како председател на Сдруженијето не сте тука да не подсетите како, за да не заборавиме, бидејќи сметаме дека пандемијата ќе ја пребродиме и повторно ќе настанат тие социјални дружби и ќе се одржуваат традициите, бидејќи Македонија навистина има убави традиции, Прилеп има и прекрасни луѓе, односно прекрасни жени кои што ја негуваат традицијата. Тоа е потврда со вашето здружение, кога секогаш не информирате за сите случувања и настани. Јас предлагам да видиме како вие тоа го правевте од годините наназад, зборуваме од годините пред да започне пандемијата, пред да се воведе онај услов да немаме социјална дружба, да не се собираме во простории. Инаку здружението, само накратко, колку членови брои, колку жени тоа го сакаат, колку жени ја негуваат традицијата? 80 жени, од кои 20 имаме во делот на традицијата, бидејќи сме поделени по групи на активности, 20 во делот на традицијата. Ние останатите, доколку можеме, нешто би помогнале, меѓутоа, тие 20 добро си ја обавуваат својата работа, ја негуваат традицијата, сето она како следи за секој празник, па и обредна песна, па и обичан некој што треба, го прославувавме во просториите на Сдруженијето, собрани сите со песна. Сега ни е многу необично, многу ни е потешко што не се собираме, меѓутоа се надеваме на подобри времиња и традицијата ќе си ја продолжиме понатака. Ајде да видиме како тогаш беше, а ние ќе продолжиме понатака и со муаветот. Ајде, млада невесто, спремај се,
patje odime, na patje odime, preko crna reka, na patje odime, preko crna reka, preko crna reka, pusto Marijovo, preko crna reka, pusto Marijovo. Tamo mi ne čeka, sve koji sve krva, tamo mi te čeka, sve koji sve krva, sve koji sve krva, zova i ja trva, sve koji sve krva, zova i ja trva. Убава македонска песна со убав разговор со Лиљана Ѓорѓиевска од Сдруженијето Преродба. Го започнуваме, продолжуваме емисијата и го започнуваме оној дел од каде што и завршивме, односно за Тримир. Видовме како се собираат жените, како убаво прославуваат, како ги прославуваат празниците, посебно Тримир. И секогаш бевне драги гости за да го проследиме нештото и да го регистрираме и да го бележиме. Сдруженијето Преродба ова го прави колку години? Со самото постоење на Сдруженијето 15 години, значи ние сме го прославували Тримир 13 години. Бидејќи од минатата година со пандемијата веќе немаме така активности, одбележуваме, меѓутоа скромно секој во својот дом. А инаку традиционално како членство на Преродба 13 години. Верите и сами кажавте во разговорот дека дел и од жените ги практикуваат овие обичаи, држење на Тримир, односно нејадење, неконзумирање храна и вода 3 дена. Какви се чувствата тогаш? Каков е преносот на тие емоции? Што се добива со тоа ако се 3 дена не се јаде и не се пие и се почитува тој обичај?
Јас можам да си кажам за себе си, бидејќи јас сум држала Тримир. Значи, првиот ден е она исчекување. Вториот ден е малку потешко. Без храна може, меѓутоа без вода е малку потешко. Меѓутоа вербата дека сум решила и че го издржам Тримирот, ми даваше сила. Со самото причестување, како да добивав некое ослободување, некоја духовна моќ, навистина ми беше многу убаво. Секој кој може, пред се здравствено, зборуваме, значи да издржи барем 1 година Тримир, 1 или 3 години. Јас не знам дали е тоа некое правило, меѓутоа, од кажување на моите повозрастни членки, јас 3 години соред држев Тримир, потоа гости, членки на Сдруженијето, па со песна, па со постна трпеза. Навистина чувството е многу убаво. Нагласивме дека постната трпеза за Тримири, која што в среда треба да се случи, 3 дена после прочка, е карактеристична за Тримир. Што се подготвува во Прилепски рамки? Сето она што го спремале и мојата мајка и мојата баба, значи сакаме да ја задржиме традицијата и она пред се пченицата со конопни зрна. Кај нас во Сдруженијето сите години ја правеше Менче Пејоска, нашата мема, потоа овие зелници, кора, кравајчина, постни сладки, боза секако, што си носи и самиот ден, овошје, значи се она што е постно. Бидејќи има некаква специфика, рековте дека една од вашите членки ја правеше ова пченицата која што е карактеристична за Тримир. Научија ли другите како се прави и знаат ли другите тоа да го направат добро? Има ли некаква специфика? Има ли некаков рецепт за тоа? Има. Значи, тоа Менче буквално е мајстор за правење на таква пченица. Сите имаме и од другите жени, бидејќи во Сдруженијето имаме и повозрастна група, значи сите тие знаат. Јас се сметам во средно доба, значи јас сега учам и пробувам да направам, меѓутоа не е како на Менче пченицата. Таа е и си има својата специфика и специјалност во изработувањето на пченицата, карактеристична за овој ден. Се носат ли некакви подароци за жените кои што држат Тримир? Се носат ли некакви подароци за младите армасани, нели? Така е зборот, невести. Да. Се носат. Во моето време, значи зборувам пред 40 на години, сега младиве можеби не знаат што е комбинезон. Не знаат, па влечки, па крпа, нешто така се носеше. А сега има нова традиција, се носат оние кристални вагани со овошје внатре, па некои украси, значи и нормално е дел да прифајчаме и на помладите. Во моето време било така, сега е вака, ние повозрастните и то го прифајчаме, бидејќи гледаме дека и младите се трудат да примат дел од она што ние како традиција сакаме да им го пренесеме. Меѓутоа не смееме тука да застанеме, треба и ние да прифатиме нешто со самото време како носи нови промени. Дали Сдруженијето Преродба оваа година нешто ќе направи за одбележување на Тримир? Како е план? Дали имате некаква намера нешто да направите за да го одбележите денот или пак едноставно ќе препуштиме да здравието пред се и заштитата на членките и заштитата на останатите? Како е планот за оваа година? Планиравме да бидеме само неколку членки за да одбележиме. Меѓутоа, од толку големо членство, не можевме кој би бил на таа трпеза. Не можете да изборите. Сите сакаја, сите сакаја, така да решивме да не правиме ништо во склопот, да кажам, на Сдруженијето како Сдружение, него во домовите, бидејќи имаме кај моите членки и млади невести, па тие планираат така во кругот на семејството да одбележат Тримир, да не остани како празник кој не сме го спомнали или не сме го одбележали.
Често гледаме и фотографија и гледаме богатата трпеза, оние кои што не следат на Facebook, се разбира оние кои што не слушаат на радио ќе можат да отворат на Facebook страната и да погледнат како Сдруженијето Преродба ги слави сите овие празници, особено кога станува збор за празниците поврзани со постната трпеза, навистина голема умешност на сето она што го изработувате во однос на храна, но имате и една хуманитарна нишка, значи оваа храна овие дами не може да ја изедат. Што се случува со храната после тоа? Бидејќи носат поголема количина на храна, многу разновидна, трпезата да биде богата, значи секоја година дел од храната хуманитарно ја поклонувавме во семејства. Оваа година ќе изостани и сакаме да спроведиме една хуманитарна акција исто со донација на производи од членството, меѓутоа не вака во трпеза, него може во зимница, во други прехранбени хемиски производи. Конзервирани, значи, да производите. Меѓутоа, да не ја нарушиме традицијата, пак хуманитарно да поклониме во семејство. Еве, веќе од членките пристигнуваат поздрави до вас, еве, поздрав до Радио Пела и председателката на Преродба, и како и да е, мене ми е драго што се вклучуваат прилепчани и што, еве, се дел од овај наш разговор. 076 802 595 ни остана вака молчелив ова утро, но верувам дека ќе бидат поактивни граѓаните на Прилеп, а нашите гости во наводници би рекла вака ќе ги користат за да можат да поставуваат голем број прашања. Едно од прашањата кое следува, како вам ви се допадна порочка вака како што беше организирано, односно без карневалски церемонијал? Ме потсети на годините па на 70-тите, 80-тите, пред да го имаме карневалот како официјален. Вака не спонтано имаше дечина преправени во разни маски, да шетат со родителите по улица, да дојдат во домовите. Ова година не беше. Имаше преправени, значи маскирани дечина, имаше и повозрастни младинци, што навистина, вака што велам, многу ми беше како милина на душава. Традицијата, ако во оваа пандемија, сепак остана да се одбележи. Младите навистина сакаат да си ја негуваат традицијата. Тоа е добро чувство, добро е што еве имаме и организација која што може да му го пренесе сето искуство и сето знаење поврзано со обичаите и традицијата. Јас ви посакувам да ни останете здрави и живи како здружение, да го продолжите да ни го покажувате патот на она што било вековито во однос на обичајот и традицијата и она што значи почитување на традицијата. Ви посакувам добро здравје вам, на вашето членство и во следна прилика се надевам дека ќе ве проследиме како тоа го правите, нема само да ни бидете гостин во студио, туку активно ќе учествуваме во она што вие го изработувате како традиција. А Сдруженијето Преродба ни е нас драго здружение, бидејќи секогаш не потсетува на нашите убави обичаи. Уште наш благодарам, Лиле, што ни бевте гостин во Радио Пела и што се дружевме овој ден заедно со вас. Благодарам и на вас како радио што не поканивте. Ние во ова пандемија ќе имаме одбележување многу скромно на празниците, меѓутоа нема да изоставиме некој од нив. Скромно зборувам во делот на семејството, на фамилијата, така во потесен круг. Стоиме на располагање за сето она што го работиме како здружение, она што го знаеме и умееме, меѓутоа волни сме и ние како здружение да научиме нешто од помладите. Верувам дека кога ќе се променат работите, дека и членството ќе се возобнови, би рекла, ќе се приклучат и млади дами во вашето здружение, па така заеднички ќе се подигне здружението и ќе оди напред. Уште еднаш благодарам што бевте гостин во Радио Пела ова попладне, ова понеделнично предпладне и верувам дека ќе имаме и наредна средба со драго срце и сте драги гости. Благодарам.